Колку што знам, во Македонија јас сум едини што се бави со ова професионално и што тоа живе и издржава фамилија. Све што сум постигнал сам со интересирање и со истражување и експериментирање. Дека изработувам макети на воени воздухоплови, тенкови, борбени возила, свемирски бродови, било што ме интересира у моментот. Значи, верни реплики, мене конкретно лично ме интересираат разни камуфлажни шеми, типови на воздухоплови, подтипови и нивна борбена употреба. Луѓе у Македонија што се бават со ова се многу малце, на прсти на две руки се бројам. Кај нас у клуб, јас сум меѓу помлади, имам 40 години. Значи, младите не се воопште заинтересирани, сакаат виртуелни ствари и сакаат со 2 секунди нула труд да добијат да постигнат нешто што не се постига со нула труд. Сега да седнеш ти, да прочиташ 3 книги за да направиш макетот. Што нема шанса. У Европа најпопуларна е Маđarска, Чехословачка, Полска. Значи тоа е као мека за макетари у Европа. Иначе у Јапан, Тајван, тоа е лудница. Јужна Кореја исто многу јаки макетари има. Они иако исто живеат у брз свет, ама мислам дека традицијата таму кај нив и културата техничка е многу повисоко ниво од кај нас. Тоа е главниот проблем у Македонија. Дека техничката култура е на многу ниско ниво, ама на многу ниско ниво. И луѓе овдека кај нас кога ќе видат сега, овој си игри играчки, нешто дава пари за глупости. Некој не му се достани 10.000 евра, мене рецимо тоа што заработам ми е доста за живот. Ја би сакал си да ја охрабрам што се бават со нешто слично на ова, дали некој прави филиграни или било што. Ако може да се издржаваат со тоа, што подобро да го работат тоа.